Преговорите за нов договор за климата влегоа во втората недела од конференцијата на Обединетите нации за климатски промени, или КОП-29, што се одржува во Баку, Азербејџан. Обединетите нации соопштија дека над 60.000 делегати се пријавени за последната рунда глобални разговори за климата. Иван Дургутов на конференцијата е младински представник од Северна Македонија. Конференцијата представува можност да се соберат светските лидери и останатите учесници на едно место и да дискутираат за тоа како светот може најдобро да се соочи со климатските промени, односно да се справи со истите. Како главни пораки кои што ги добиваме од оваа конференција оваа година се всушност тоа дека климатските промени се случуваат сега и веднаш. Повеќе не сме во можност да зборуваме за тоа дали ќе има или ќе нема климатски промени, односно дали ќе можеме да ги сопреме истите, туку она за кое што светските лидери говорат во Баку е како да се ублажат овие климатски промени и како да се обезбеди поголемо финансирање за истото. Меѓу панелистите во Баку, Дургутов го издвојува поранешниот потпредседател на САД Ал Гор, автор на филмот Незгодна вистина од 2006 година. Документарец за влијанието на климатските промени врз планетата, кој годинава го критикуваше присуството на конференцијата на индустријата за фосилни горива и нациите зависни од фосилни горива. Дургутов вели дека Ал Гор зборувал за потребата од натамошно кревање на свеста за климатските промени. Подпредседателот во неговото излагање споделуваше и примери за тоа дека посиромашните земји се и тоа како повеќе погодени од климатските промени. За илустрација тој даде две земји членки на Европската унија, односно Данска и Полска, кои што имаат очигледно ниво на разлика помеѓу нивниот економски развој, кои што всушност пример илустрираше дека Полска како помалку развиена земја членка во однос на Данска е многу повеќе погодена од климатските промени од Данска. Односно тоа беше пораката која што тој сакаше да ја испрати во однос на тоа дека побогатите држави едноставно мора повеќе да одвојуваат средства, бидејќи посиромашните што се попогодени од климатските промени, помалку средства, начини и ресурси има да се справат со истите, односно да ги ублажат. Младите играат витална улога во заживувањето на климатската дипломатија, за која гласно зборуваше генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Активистот Дургутов смета дека е многу логично тоа тврдење, зашто младите се тие што најдолго ќе ги живеат климатските промени. Најмногу ќе треба да се справуваат со нив сега, но и во иднина, како и за сите оние долгорочни прашања и решенија за кои говориме, кои што всушност добрите страни или лошите страни од тие решенија ќе треба токму најмногу младите да ги почувствуваат на сопствената кожа. Тоа се за таква нешто зборуваме и за климатските промени. Че тоа се климатските промени кои што тие ќе ги живеат до крајот на својот живот. И токму од таа причина се радувам што како млад човек имам можност да земам учество и да добиам простор на оваа конференција во Баку. И навистина е убаво чувството да се биде овде дел од групата на останати млади луѓе и да се увериме дека сепак младите не се само оние кои што нели ќе ги чувствуваат последиците од одлуките на големите лидери, но исто така тие се и оние кои што имаат можност да дадат придонес во истото, а преку нивното учество на конференцијата за климатски промени во Азербејџан годинава. Конференцијата за климатските промени во Баку покажа дека трета година поред проектираното затоплување на земјата не се подобрува. Присуството на младите намаса е чекор во вистинската насока, но останува прашањето дали меѓународните преговори ќе донесат вистинска промена.